Град Скопје веќе 3 пати авионски прскаше против комарци, но комарците се уште присутни. Институциите задолжени за успешноста на неговото спроведување, Центарот за јавно здравје Скопје и Институтот за јавно здравје, молчат на прашањата за ефикасност и во која мера комарците се уништени. Според Законот за заштита на населението од заразни болести, после аплицирањето, неопходно е да се изврши мониторинг на ефикасноста. Прскањето го спроведува градот, откако Центарот за јавно здравје доставува елаборат, кој треба да содржи мониторинг, испитување, прибирање на податоци од терен. Ако се погледне елаборатот, во него се наведени водени површини и површини за прскање од земја, но не и од авион. Во елаборатот не пишува од кога датираат информациите добиени од општините, а мапирањето е извршено сателитски со онлайн апликација. Она што останува енигма е врз основа на кои параметри и од каде град Скопје го црпи податокот за тоа на кои локации ќе прска авионски и колкава површина, ако се има предвид дека во елаборатот нема ниту план, ниту програма за тоа. Во документот, Центарот за јавно здравје дури јасно препорачува авионската дезинсекција да се изостави над населено место, иако тоа не се почитува години наназад. Од градот тврдат дека нивната програма за превентивна дезинсекција донесена од Советот е усогласена со елаборатот. Иако со години го спроведуваат тендерот, сепак не споделија резултати за делотворноста на средството за прскање и какви се воопшто резултатите изминатите години. Мониторингот и контролата на терен ја врши Центарот за јавно здравје со поставување на мамци на различни локации во градот и истите ја следат состојбата и го известуваат градот. Ларвицидната превентивна дезинсекција има за цел превентивно да делува и таа цел град Скопје ја остварува преку авионското и теристичкото прскање. Николина Соколовска од Центарот за јавно здравје Скопје вели дека во елаборатот им го доловуваат значењето на комарците за здравјето на населението на градските власти. Хронолошки им ги представуваат присутните видови во главниот град. Според неа, сето тоа е измерено во површини и се препорачува колку пати тие треба да се третираат. Бројноста и видовите ги одредуваат со ловилки за возрастни комарци, кои ги поставиле на одредени локации и ги менуваат на секои 2 недели. Контролата после извршувањето е обврска на сите центри за јавно здравје, локални, 10 центри се во Македонија. Меѓутоа проблемот е што се нема доволно стручен кадар сето тоа да се направи како што треба. Ние таа обврска ја остваруваме преку нашето учество во меѓународни проекти, правиме мониторинг и надзор. Започнуваме од април месец па до крајот на октомври, значи додека во мрежата не најдеме ни до последен уловен комар. Соколовска признава и дека не ја следат резистентноста на комарците, иако тоа по закон се должни да го прават со Институтот за јавно здравје. Немаме доказ дека се резистентни. Тоа треба да се докаже. Точно е дека подолга употреба на било кое средство и да е, не зборувам дали се делтаметрин, може и некој друго средство да е, без разлика кој да е, после долга употреба можно е да се појави резистентност. Меѓутоа, некогаш се појавува побрзо, некаде помалку, се зависи од концентрацијата, дали се почитуваат препораките, дали добро се аплицира, како се аплицира, дали целокупната површина се третира и така натаму. Значи, тие се сите услови кои што придонесуваат за појава на резистентност, а и адаптацијата на комарците, менувањето на нивниот генотип, исто така влијае врз резистентноста. Но исто како што го следиме видовиот состав, треба да се следи резистентноста. Тоа се уште кај нас не се прави. И затоа јас не можам да... Не треба вие како институција тоа да го правите? Па видете вака, во овие 8-9 години од кога започнавме вака сериозно да се занимаваме со векторите и сме многу напреднати во оваа област, затоа што дотогаш никој ништо не работеше. Следно што треба и што го превземавме е едукацијата за резистентноста. И затоа аплициравме и во меѓународни проекти за да имаме финансиска поддршка, за да се едуцираме. Сепак е тоа еден долг процес за да можете да се едуцирате и за детерминација на видовите и за резистентност, значи треба време и не е тоа толку брзо. За набавката на средството против возрастни комарци предмет води и антикорупцијска, а еден он пишуваше дека овој биоцид одамна не се користи за авионско прскање во Европа. Институциите уште пред 2 години побарале од владата да се ограничи авиодезинсекцијата, но таа сепак се уште непрекинато се спроведува.